Добро вечер за ВМРО ДПМН! Добро вечер за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер Битола, Стрелиште, добро вечер Месен комитет Гоце Делчев, добро вечер почитувани присутни. Ви благодарам што ве имам во толку голем број и ви благодарам за трпението и за љубопитноста да бидеме заедно. Почитувани присутни, ова е кампања за локалните избори 2013-2017 година и овој период политичките партии се представуваат со својата програма и со своите кандидати пред граѓаните. Ние од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија пред повеќе години ветивме резултати и направивме резултати. Подоцна ветивме дека заедно можеме повеќе и направивме уште повеќе. И практично сите тие резултати, сите тие дела кои што ги направивме, ги запишавме во нашиот отчет. Мислам дека го имате сите прочитано. Ако случајно некој не го прочитал, нашиот отчет е на веб страницата на општина Битола, bitola.gov.mk, можете тоа и вечерва да го видите после овој состанок, кој имаме во електронска форма. Тоа е на 144 страници и тоа е најголемиот отчет на една општина во Република Македонија. Не е затоа што бевме мерак многу букви да пишуваме, туку затоа што навистина реализиравме голем број проекти кои што беа всушност потреба и желба на нашите граѓани. Како функционираме? Ги слушаме граѓаните, тие имаат потреби, имаат идеи, имаме слободен ден за идеи, ни кажуваат што е најдобро за градот, се трудиме оние објективните, вистинските, нивни идеи, нивни желби, нивни потреби, барања, да ги ставиме во една програма, да направиме проекти и најголемиот дел од нив да ги реализираме. И така се случи, реализиравме голем број проекти, направивме многу, помогнавме на многу места и на многу луѓе, но ние сме свесни и знаеме дека уште многу работа има, уште многу места чекаат да се сработат и уште многу луѓе чекаат да им дадеме подршка, соработка и заеднички да направиме уште многу работи. Она што го завршивме, всушност е влог, практично за да го побараме мандатот на граѓаните на следните локални избори 2013-2017 година. Не само што имаме добра програма, туку нудиме и екипа. Што е значајно овој период, почитувани присутни, да се знае и секој човек по собствен избор, со чиста душа и свој разум да одлучи кому ќе го даде својот глас. Значи, тоа треба да бидат делата. Значи, и старите, поумни од нас луѓе, нашиот мудар народ кажал, ако некого сакаш да го познаеш или да дадеш оценка за некој човек, тогаш не го слушај тој што зборува, туку гледај тој што прави, или попрецизно што направил. Ако нешто направил добро, значи има тука шанса пак да направи нешто добро. Ако направил нешто лошо, тешко може да очекуваш дека ќе направи нешто добро. Ако ништо не направил до тогаш, тешко дека тој човек нешто ќе направи понатаму. Затоа, почитувани присутни, сакам да направиме една мала разлика, или прецизно точна разлика, меѓу сите оние кои што се нудат исто така на локалните избори, кои што немаат програма, немаат зад себе дела, зад себе имаат нешто друго што правеле, може би имаат дела, ама поинакви, и едноставно немаат одговорност таква каква што имаме ние за кажаниот збор. Ние сме локална самоуправа во општина Битола и планираме и понатаму да бидеме локална самоуправа. Значи, одговорноста на сето ова што ќе ви го кажеме е многу голема, за разлика од сето она што сите го кажуваат и кажуваат што сакаат практично. Затоа што тие се убедени и уверени и многу добро знаат дека тие нема да ги добијат овие избори, затоа што и тие, како и ние, прават анкети и ги споредуваат токму овие работи што ви ги кажав. Значи, споредуваат кој какви шанси има на локалните избори за победа. И тука, нормално, сите кандидати се ставаат на анкета, се ставаат нивните дела, нивниот приватен живот, нивниот професионален живот, нивниот партиски живот, нивниот политички живот. Обкружувањето и едноставно се носат оценките. Значи,
ние знаеме дека ќе ги добиеме изборите. Работата е да видиме колкава ќе биде разликата. Значи, во Битола на 24 март изборите ги добива ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Имаме континуитет на индустријската зона Жабени, во која што веќе е изградена една фабрика, таа чини 20 милиони евра, во која што веќе се вработуваат 300, веќе се вработени 350 наши нововработени граѓани, во која што ќе се изградат уште две фабрики за кои што јас лично имам подпишано одобрение за градба, место индустријска зона за која што има постапка за 5 нови одобренија за градба, кои што се доставени некаде до мај месец најдоцна ќе бидат подпишани нови 5 одобренија, а до тогаш претпоставам ќе дојдат и други. Деца, ако сакате потивко малце, може? Оти ова важно за поголемите. Ајде сега да се договориме. И, значи, очекувам минимум 3 до 5 фабрики да почнат да се градат оваа градежна сезона. Не в година, не знам кога. Нашата индустријска зона не е фикција, не е измислица. Таа не се празни зборови, таа не е празни зборови. Таа постои. И таму, почитувани присутни, укажуваме на можноста за решавање на еден од најгорливите проблеми кои што го наследивме од долготрајната транзиција и лошо спроведената приватизација. Таму отвораме можност за нови вработувања. Таму имаме пречистителна станица изградено ние, општината, за 5000 корисници. Оти предпоставуваме дека таму ќе има 5000 вработувања вкупно од сите фабрики што ќе се изградат во индустријската зона Жабени на 86 хектари. Значи тоа значи доколку ги добиеме, а ние сме убедени дека ќе ги добиеме изборите и ќе добиеме довербата, продолжуваме со тој континуитет. Ние ќе одиме и повеќе. Јас сум убеден дека ќе се случи еден интересен феномен. Така им се случи во Банско, во една соседна земја. Таму имаше над 30% невработеност, влегува со тој ски центарот, сега 1500 луѓе од другите општини доаѓаат секој ден во Банско, бидејќи во Банско нема невработени. Сите се вработени. Со Жабени што ќе се случи? Ќе дојде ден кога оваа зона ќе се проширува. 86 хектари ќе се исполнат со фабрики. 5000 луѓе ќе се вработат, но ќе мора да се проширува. И ние ќе имаме граѓани од соседните општини кои што ќе доаѓаат на работа во индустријската зона Жабени. Таа значи живот и за општина Битола, но индустријската зона Жабени значи живот за целиот регион. Значи тоа ќе биде континуитет. Ако добие некој друг с крајава таа зона не важи. Тие сами изјавија весниците дека ќе ја укинат, дека ќе ја затворат, дека тоа е глупост, дека тоа ни земјиштето, дека таму нема инвестиции, дека тоа е безсмислица, дека јас сум бил од светот на уметноста, немам поима од фабрики, дека не знам да работам, дека ништо немаме сработено во градот, ама тие нека терат со приказки, ние ќе тераме со дела. И јас ви тврдам и ќе видите дека ќе дојде ден, можеби не знам дали ќе биде во следниот мандат, таа зона ќе се прошири. Ние го знаеме точно концептот, јас лично го знам интересот за индустријската зона Жабени, бидејќи покрај на вистина големите поволности што ги дава владата на Република Македонија, општина Битола има најдобри услови за инвестирање за нови домашни и странски инвестиции од сите општини во Република Македонија. Тоа го направивме со Советот, почитувани присутни. Со мнозинството од советниците од ВМРО ДПМН и нашата коалиција. Ако го немавме мнозинството, ако не беше тоа, немаше да имаме денеска фабрика таму. Јас председателот на владата ќе пушти инвеститори, ќе пушти 20 министри, одете во Битола, јас ќе ги пречекам, јас се борам тие да дојдат, еве успеавме со Кромберг и Шуберт. Да, меѓутоа треба и одлука на Совет. Ако го немате Советот, инвестиции нема, нови фабрики нема, вработување нема да има. Затоа е многу битно да знаеме зошто се овие избори многу битни. Значи многу се битни за нас во Битола за континуитет на веќе започнатите капитални големи проекти. И да продолжам со проектите. Значи не е само Жабени. Касарната ќе продолжиме да ја градиме. Со владата договоривме топлификација на Битола. Она што со децении се очекуваше, еве го Гоце го гледам, тој мене лично ми кажа каде да одиме, заедно со него бевме во Пожаревац и го видовме тој систем како функционира во нивниот рек. Истото тоа
ќе биде изградено во Битола. И Гоце беше ептен во тек и благодарение на него, благодарение на тоа што јас видов како функционира, побаравме и најдовме начин како тоа да го направиме. Пак ево соработка со владата. Владата донесе одлука по наше барање, направи акционерско друштво за топлификација, тоа друштво веќе има физибилити студија. Оваа година цела, убеден сум дека цела нема да се гради, бидејќи ќе правиме документи, основен проект, главен проект, а некаде при крајот, но најточно следната календарска година ќе почнеме да вложуваме во примарната мрежа и во се што треба да се инвестира во РЕК за да направиме топлификација на градот. Тоа знаете, познато ви е, доаѓа примарната мрежа од РЕК преку Новаци за Битола и еден крак ќе оди за Могила. А потоа секој според потребите ќе се поврзува со секундарна мрежа. Следен проект што го води владата, но во директна соработка со општината се разбере е гасификација. Тоа е крупен проект. Тоа е географска работа, значи не може да дојди прво во Битола, ако доаѓа од север, бидејќи треба да биде, не знам, Куманово Скопје или вториот дел од кај некаде Неготино Кавадарци и така натаму, но прогнозите се до крајот на локалната самоуправа до крајот на 2017 година дека таа гасификација еден дел примарната мрежа ќе стигне до Битола. Значи тоа е многу голем проект, многу значаен и тој е важен за сите нас бидејќи ќе го смени начинот на живење. Но не е само тоа, почитувани присутни, мислевме на сите категории наши граѓани и на најмалите. За најмалечките се појави потреба од нови 4 градинки. Дали тоа ќе бидат нови градинки или ќе бидат објекти кои што ќе исполнуваат условите за адаптација, реконструкција, ќе видиме, но во секој случај веста е многу убава, веста е многу радостна. Тоа значи дека луѓето склопуваат бракови, прават семејства и се раѓаат нови дечиња во општината. Се што можеме ќе направиме, ќе дајме максимална поддршка во тој дел и овие градинки планираме сите 4 да ги направиме во идниот мандат. Малку поголемите однив одат во основни училишта. Сите објекти кои што не стигнале за реконструкција ќе ги реконструираме. Некаде треба дограма, некаде кровна конструкција, некаде можеби подот треба да се санира, некаде опрема треба повеќе и тоа ќе го направиме. За средните училишта продолжуваме со програмата. Таму знаете дека направивме 3 спортски сали, значи само во средните училишта и една спортска сала за студентите. Но следниот пат, следниве 4 години планираме да направиме 7 спортски сали во основните училишта. Бидејќи тоа минатиот пат не беше програм, беше програмата за средните. Значи 7 нови спортски сали во основните училишта и се разбира безброј спортски терени понатаму. Но има една категорија граѓани повозрастни на кои што им треба помош во подоснежните години. Например, вие знаете дека имаме еден исклучителен проект кој што ни од Европска унија правиме реконструкција на старскиот дом на Сју Рајдер. Тоа се финансиски средства од европските фондови, бидејќи тоа е европски проект и таму ќе биде услугата на европско ниво, затоа што Европа не дава така лесно пари доколку не ги испочитувате европските стандарди. Значи, реконструкција на Сју Рајдер. Она што го сакаат сите, реконструкција на 100 улици. Дали се работи за водоводна мрежа, канализација, асфалтирање или преасфалтирање или нова улица, тоа ќе го покажи програмата што ќе носиме со Советот секоја година посебно, но желбата ни е и таргетот го поставивме минимум 100 улици во програмата на идната локална самоуправа, каде што сум убеден ќе влезат сите досега недозавршени улици, а јас сум убеден дека ќе имаме можност и среќа повеќе од тоа да направиме. Значи, доаѓаме до еден момент каде што треба да се одолжиме на 2 историски личности, браќата Манаки и реконструкција на киното Корзо во центарот на Битола. Тоа знаете дека е голема придобивка, тоа оди од буџетот. Денеска видовте, мислам дека видовте, имавте можност, овие опозицијата се страшна работа. Значи, гледат дека работиме и тоа го прикажуваат дека не е така. Значи, како да не гледаме, како да не слушаме, како да не разбираме. А всушност е друго. Тие кутрите ниту гледаат, ниту сакаат да гледаат. Ниту слушаат, ниту сакаат да слушаат, ниту мислат, нити можат да мислат. Затоа што тие се од пред 2005 фиксирани не разбираат дека работите се сменети,
дека овде се работи, дека работи ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Дека кој ќе кажеме ние го правиме ова, го правиме ова. Во постапка е детален урбанистички план за маркица, за храм, за нашиот заштитник на градот. Наш заштитник на градот е Свети Нектари Битолски, пак со одлука на Советот. Значи, гледате, многу е важен Советот. Максимална подршка треба и на градоначалникот, и на Советот. Нашиот Свети Нектари Битолски, ние сме феномен, затоа што сме редок град, кој што за заштитник има светец, ама од местото. И други градови има, низ Европа, низ светот, што имаат заштитници светци. Пример, Свети Никола и така натаму. Но, Свети Никола и Свети Никола секаде. Но Свети Нектари Битолски е во Битола. И заслужува посебно внимание. И затоа, почитувани присутни, се бориме за една маркица и ќе ја донесиме со мнозинството на Советот што ќе го изгласате. И таму ќе направиме храм. Или, како што вели дедо Петар, многу убаво го формулираше, па го цитирам овие неколку дена. Тој вика, тоа ќе биде црквичка, која што нема да плени со својата големина, туку ќе плени со својата убавина. И многу ми се бенди со таа формулација, и сега не ја кажувам. И се договорите со владиката Петар, дека ќе ги најдиме најдобрите мајстори, кои да се тие, кај да се тие. Најдобрите мајстори, кои што рачно, сантим по сантим, делче по делче, ќе го изградат храмот на нашиот заштитник Свети Нектари Битолски со најубавите материјали кои што постојат, какви што постојат, ако постојат. Тоа има да биде едно место кое што ќе зрачи со една неверојатна голема духовна енергија. И тука ќе бидеме спокојни и стално ќе можеме да се помолиме и на нашиот заштитник, така што Свети Нектари Битолски, одолжувајќи му се со храмот, ќе бидеме мирни и спокојни дека и во добро, и с краја да е во лошо, ќе биде со нас. И тоа ќе го направиме, бидејќи тоа ќе биде нова содржина, која што ќе биде обележје повторно на оваа генерација, која што се зеде за опрска, совесно, честно, транспарентно и навистина постојано, макотрпно, со труд и љубов, опрската да се ја заврши како локална самоуправа. Во таа смисла, почитувани присутни, ве повикуваме да гласате за дела, за завршени дела и за дела кои што им престојат како иднина на нашата Битола, која што ја сакаме најпоќе од се во светот. Сите дела што ги правевме со љубов. Сите дела што следа да ги правиме, исто така со љубов ќе ги направиме. Затоа, во таа смисла, ја сум убеден дека нашите граѓани, не постои граѓанин кој што нема нормално и објективно да процени кому да ја даде својата поддршка. И сега, целата ситуација во рацете на граѓаните. Ние се нудиме пред сите да се изберите по собствена совест кого сакате. Но мерете со точното метро, со точниот аршин. Оние што имаат најдобри дела и оние што имаат најдобра програма. Оние што се континуитет, оние што креираат, оние што градат, оние што прават услови за поубав живот на граѓаните. А секако, морам да дополнам, тие, таквите најдобрите, ние се нудиме и кажуваме дека сме ние. А ние сме ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. И сега на крајот, или пред крајот, почитувани присутни, морам да ви кажам дека гласајте за дела и не заборавајте, ако и мислиме добро на Битола, што да заокружиме? Бројот 4 за советници на ВМРО ДПМН Коалицијата за подобра Македонија и бројот 19 за кандидатот за градоначалник на Битола, ако сакаме континуитет и ако сакаме дела. Ви благодарам за вниманието. Ве очекувам масовно на 24 март. Сите да излеземе и да гласаме за најдоброто. За најдоброто што има име и се вика ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам за вниманието. Да живее Битола! Да живее ВМРО, ДПМН! Да ни е вечна Македонија, да сте здрави и живи. Ви благодарам за вниманието.